Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Поради некои активности кои што ги имаме, ајде решив вака да одговорам на многу од пораќите кои што навистина треба многу да пишувам. Прво, она кое што го објавив денес, а е поврзано со Семир Османагич, за големата поврзаност за папокот на светот, дека е поврзан со Винча културата. Да, и јас како Владо Павлов се согласувам со Семир Османагич дека оно што го знаеме од Винча е поврзано со папокот на светот. Но дали знаете дека винчанската култура и оно што го има на територија на денешна Србија преку Винча, и тие артефакти дека потекнуваат од Македонија? Дали знаете дека кога се трасирал патот на локалитетот Лукубија во Кочани, таквата винчинска култура или винчанско писмо е земена од локалитетот Лукубија, каде е граден споменикот од Ноб, кој што нема ни буквата од Ноб, презентиран повеќе од 20 години од Владо Павлов, а денес некои нови клинци со теорија на парола некоја со живот, секојдневно ги видите таму. Чудно е тоа што истите тие неки нови клинци на Кочани, кога Владо Павлов цела Македонија и цел свет го донесуваше таму, ги немаше. И затоа да не се чудат зошто ги бойкотирам, и некои од нив нема потреба да ми пишуваат во пораки, да ми убедуваат, да ми докажуваат нешто што веќе на сите нив им е купена душата. Така да она што денеска го објавив од Семир Османагич, за кој што има многу пораки, а имаме и друг доказ, а тоа е украденото свеќе на животот од Увара до Влочани под директива на јавниот обвинител на Кочани. Ги прашувам сите кандидати на град Кочани и цело Кочани, зошто, ако се тие промотори на Ново Кочани, ако се промотори на соживот во Кочани, за живот во Кочани, ако се промотори на некој туризам кој што никој не го споминуваше освен Владо Павлов, а денеска ми пишувате во пораки, каде бевте пред Увара до Кочани, каде бевте пред Основен суд на Кочани, кога Владо Павлов со неговите браќа и сестри од цела Македонија имаше протести за враќање на овој клучен доказ за Македонија и за враќање на овој доказ кој исто така можеме да го поистоветиме со оно што ни го кажува Семир Османагич, дека Винча е папокот на светот или Винча е прапочетокот. Не. Ако овие артефакти потекнуваат, од локалитетот Лукубија, морам да ви известам дека тогаш тоа што го кажува Семир Османагич за Винча се однесува за Кочани. А тоа го потврдува и украденото свеќе на животот од Увара до Влочани со директива од Ојо Кочани, каде што сите овие кандидати за градоначалници, независно кој на која политичка партија припаѓа,
независно која е независност, а всушност сите се зависни, не дадува никаква поддршка, а денеска сите се тепаат и удараат во гради како Кочаните го направиле најголем туристички центар на Балканот. А со што ќе го направите? Со кој туризам ќе го направите? Јас веќе имам во преговори каде што некој од кандидатите, не од Кочани, сакаат да помогнат на иницијативата на Владо Павлов во поглед на туризамот во нивните општини, и јас тоа, верујте ми, го ставив на размислување, а и имам закажано состанок со мојот тим на тематика дали Владо Павлов да го прифати она кое што му се понудува, а е во прилог на вистината за Македонија. Ако мојот тим одобри, ние не смееме да гледаме политичка определеност, туку треба да гледаме обединување на сите нас, и прво што треба да гледаме идејата и она кое што кандидати за градоначалници сакаат да учествуваат во ова големо дело на Владо Павлов, дело кое што веќе 20 години е на овој простор. Владо Павлов има за цел да ви открие тајната за цвеќето на животот, од каде, што и како. Владо Павлов има за цел да ви докаже за поврзаноста на истата со моето поколение. Владо Павлов има за цел да го докаже прапочетокот кој што потекнува од Кочанско и Кочани. Затоа и не случајно објавив, а и ќе објавам, и вака ќе направиме слики каде се ставаат соларни панели, што имало предходно кога беа големите пожари во Кочани, дали онаму каде што имаме соларни панели имавме пожари, и уште предходно ќе го прашаме археологот и кустос Илинка дали овде каде што се соларните панели вршија археолошки истражувања кои што исто така можеме да ги поистоветиме со Винче културата, како што денеска објавив од Семир Османевич. Значи, ќе ви објавам слики што е пронајдено кога работеше археолог кустос Илинка од Кочани, потоа ќе ви објавам слики кочанчани каде беа најголемите пожари, а денес ќе ви објавиме слики со соларните панели на одреден олигарх и мокник од Кочани, кој што јас сумеам да го кажем кондукторот. И тоа е моје право. Исто така, ако Кочани дозволе и понатаму да се зацементираат нашите локалитети, како тоа што едно чоколадце веде дете, умее нас да не манипулира со правење на паркови и езерца на место кое што треба да има кривично против Музеот на Република Македонија, кој што во времето на Келави гангстер Радко Сорос и вахабиста успеваат да ја откупат како парцела, тоест да не манипулираат дека локалитетот Панагјур е локалитет кој што немал големо значење. Јас се прашувам, што е големо, а што е мало значење за локалитети и дали тие треба да се уништуваат и врз нив да се градат стамбени комплекси, споменици од нов, архитекти од претходниот систем, па дури и гробишти. И дали треба ова конечно
да заврши, затоа што ние и понатаму ги живееме со катарни снумот и пранги на нозете. Затоа Кочани ве бойкотирам и затоа ги бойкотирам изборите во Кочани, бидејќи се уште нема маж во Кочани кој што ги се спротистави на ова секта, кој што работи уште како да е жив Благој Попов, тоест Благој Лопов. И ќе ве замолам, вашите дела да си ги терате, си имате своја кампања, Владо Павлов да го ставите на мира, бидејќи многу добро знае Владо Павлов што прави и многу добро знае и вие што правите, и затоа ви посакувам успех со подалеку раците од мене. Она кое што кочанчани не умеа и не сакаа од нивното лицемерие, од егото и од филозофирањето од оно што научиле од Владо Павлов, да го прифатат, веќе го успоставивме контакт со неколку лица од Битола и надвор од Македонија за промовирање на вистината која што е поврзана со Битола и со Саат Кулата и баба ми Евредика. Значи, во преговори сме исто така и со некои други кандидати за градоначалници кои што знаат да работат и кои што умеат да работат, и ако тимот одлучи, ќе имаме состанок со некој од нив и ќе подпишеме меморандумот и договорот кој што е во интерес на таа локална општина, каде што Владо Павлов сака да помогне и сака ова дело да воскресне, бидејќи нашиот дел, каде што сме ние во Источна Македонија, имаме многу локалитети за археолошки туризам, она кое што некои од кандидатите за Кочани сега сакаат да си го купат. Па слушаме и некои други кандидати, а забораваат дека ние во 2002 година ја започнавме иницијативата за спас и обединување на македонските спортови, каде што организиравме и концерт и каде што сите пари од картите ги дадовме, чи нам беа неколку спортски клубови, 6 или 7, каде што ги поделија. Значи, уште еднаш ви посакувам убав останок, да си ја гледате работата секој самите за вас, ама не дозволувам да го манипулирате мојот народ во Кочани и во цела Македонија со сето оно што верувате дека ќе ви биде успешно. Панагјурот е најстариот хиподром кој што е поврзан со древната македонска царска династија, и ако он е следен, што некој верува дека може да го зацементира, како тоа што го правеле во времето на Тито, со изградба на касарни, со изградба на споменици, со изградба на гробишта, а денес со паркови, зеленило и со стамбени комплекси, треба да остане минато и треба Музеот на Република Македонија да си ја преземе својата иницијатива, а не да плаќаат и некои да убедуваат дека овде имаме локалитет од мала или од голема вредност. Го завршувам ова моје вклучување во живо и ова е мојот одговор за неколкуте пореки кои што ги добив. Затоа терајте си кочанчани, не се замарете со Владо Павлов, не го читајте, не го гледајте, продолжите со вашиот ум, каде што, верувајте ми, не гледам никакво подобрување во мојот град. Затоа што, прво најосновно, требаше да има народно обединување, требаше да има кворум без политика за нашиот град и за сето оно што се праве со години уназад, а мојата мисија или мојата порака беше тој што ќе помогне на Кочани, ќе помогне
на цела Македонија. Затоа, моje лично индивидуално право е да пишувам нешто кое со факти го докажувам, а ваше лично право е да манипулирате и да забегувате уште сега дека веќе вие сте советници, председатели на општини, градоначалници, па не знам уште планирате и пратеници утре да бидете. Уште еднаш, за мене Кочани и Кочанско е прапочетокот. Имаме докази за тоа. Имаме слики како Глигор Чемерски овде кога го трасира патот пронаѓа вакви многу клучни артефакти и каде што тие артефакти денеска ги гледаме во Лепенски бир или во Лепенец, тоест преку Винча културата. А тоа го докажува и цвеќето на животот, тоа го докажува и символот на матицата, кој што е поврзана со Витлеемската звезда и многу други докази кои што ги има Кочани и делата кои што тат Владо Павлов со некои други лица, со некоја друга младина ќе ги воскресне, бидејќи каде и да е, иднината носи своји проблеми, инфлацијата ќе дојде тоа што треба да биде, глобално како што гледаме што се случува, и знам дека сребата ќе ви преработат и тогаш ќе се сетите на вашиот забеган Владо Павлов, на кој што освен хајки и освен голема загуба што имам од Кочани, друго ништо немам. Но јас и покрај тоа нема да го заборавам Кочани и секогаш ќе ја кажувам вистината, а во наредниот период ќе објавам многу докази за Пулс, така да оно што го објавија за УЈП е многу мало оспрема оноа што е Пулс. Пулс ќе докажам, како тоа што уме да го каже Стојанче Керамида, хибриден, тоа ти исто ко на бензин, ама ова ти е на струја. Ќе ви докажам дека има нешто ова како што вели Стојанче Керамида на струја и со Пулс. Да живее Македонија, благодарност до сите оние кандидати за градоначалници кои што ме поканија на кафе и кои што за својот народ, за својата општина сакаат да придонесат, а преку тоа се сетиле на некои мои дела и на некои мои луѓе кои што сум ги донесувал во нивните општини од целиот свет изминатите 20 години. Да живее Македонија, Битола, очекувате многу новитети и ќе имате, а сето тоа е во интерес на сите нас како македонци. Да живее Македонија, љубов и само љубов.